Од позначајните рударски региони во Македонија, каде со векови се вадела руда и најдобар камен за градење на воденици, се наоѓа и еден значаен средновековен културен споменик. Во регионот на Злетово, во селото Лесново, се наоѓа така наречениот Лесновски манастир, кој говори за религиозниот живот и уметноста на 14 век на тлото на Македонија. Повеќе значајни моменти врзани за овој манастирски комплекс, кој во средниот век бил центар и училиште на словенската писменост и кој говори за високотеолошко знаење при изборот и концептот на сликарството кое ќе го видиме. Архангел Михаил и пустиножителот Свети Гаврило Лесновски. Секоја црква има свој заштитник, патрон на црквата. Лесновската црква има двоен назив. Од житието на Свети Гаврило Лесновски, напишано во 1330 година, дознаваме дека црквата ја подигнал Гаврил, посветувајќи му ја на Архангел Михаил. Гаврил Лесновски потекнувал од богато семејство и бил склон кон сеопшто образование, така што по неговата смрт црквата добила две имиња – Свети Архангел Михаил и Свети Гаврило Лесновски. Во 1341 година врз старите темели деспотот Јован Оливер, кој бил господар на Овчеполе и Лесново, го подигнал по своја иницијатива и со своји средства овој манастир. Манастирот бил на степен на игуменија, но во 1347 година, за време на владењето на цар Душан, угледниот Јован Оливер ја добил титулата деспот, а овој комплекс станал седиште на новооснованата Злетовска епископија. Манастирот во тоа време имал значајна улога за ширење на словенската писменост и во него се одвивал активен живот. Црквата има правоаголна форма со купола во централниот дел, а кон западната страна во 1349 година е дограден нартекс со купола. Архитектонскиот изглед на манастирската црква со две куполи и керамопластика на фасадата делува импресивно. Декорацијата на фасадата и дава живописен изглед на надворешноста на црквата. Оваа црква припаѓа на типот на цркви од средновековни градби, впишан крст во правоаголен простор.
Фреско-сликарството во Лесновската црква спаѓа во редот на најдобро сочуваните сликарски композиции на средновековната уметност во Македонија. Живописувањето на црквата завршува во 1347-48 година, а нартексот е подоцна дограден во 1349 година. Сликарството во нартексот на црквата зборува за една високотеолошка образованост на авторот на овие композиции. Ваквите инвентивни решенија на композициите и ликовниот јазик, начинот на прикажување на сликите и ликовниот израз и имагинацијата која ја носат, говорат за остварувања кои долго време подоцна не биле надминати. Затоа иконографијата во нартексот на Лесновската црква зазема посебно место во уметноста во Македонија и воопшто во византиската уметност во овој период. Целиот внатрешен простор на зидовите е исполнет со фрески кои илустрираат сцени од животот на Исус Христос, неговите маки и страдања и сцени од циклусот Чудата Христови. Во куполата е насликан Христос Пантократор, небесната литургија и пророците. Циклусот со представи на големите празници е во горните зони. Во нартексот на црквата прикажани се сцени од циклусот Псалмите Давидови. Во средновековната уметност во Македонија овој циклус е многу ретка појава. Сликарството во Лесновскиот манастир на прв поглед, иако го доживуваме како остварување на една единствена иконографска идеја, со понатамошна анализа на композициите и ликовните карактеристики, може да се воочат одредени разлики како резултат на работа на различни зографи. За разлика од сликарството во Свети Ѓорѓија во Старо Нагоричино, каде што различниот третман на сликарите Михајло и Евтихи е тешко да се забележи и да се издвојат одредени карактеристики на едниот и другиот мајстор. Такво единство и градење на целината не е случај и во сликарството на оваа црква. Се предпоставува дека во живописувањето на црквата работеле четворица сликари, од кој едниот бил главен и ја предводел работата и кој се издвојувал по своите сликарски способности во однос на останатите. За тоа сведочат и потписите пронајдени на цоклето од црквата. Во 3 медальони на цоклето пронајдени се имињата Михајло, Марко и Севаст. На фреската каде е прикажан Свети Ѓорѓи, на нозете пронајден е надпис «Од раката на», делумно уништен, кој укажува на тоа дека на тоа место се потпишал главниот мајстор на Лесновското сликарство.
Ова сликарство се карактеризира со смел цртеж, богат колорит кој вклучува употреба на полутонови, што говори за богатата палета и пореалистично прикажување на фигурите, нагласување на индивидуалните карактеристики на портретот и истакнување на деталите и орнаментите на облеката. Сликарот кој ја предводел работата во оваа црква се истакнува по своите ликовни квалитети не само во однос на работата на другите зографи во Лесновската црква, туку и во однос на средновековните сликарски остварувања на тлото на Македонија. Карактеристично за неговото сликарство е тоа што има прецизен и чист цртеж. Фигурите не се врамени во еднобојна линија и со тоа оставаат впечаток на полна пластичност. Скапоцената облека во која се облечени неговите фигури е насликана со секој нејзин детал. Тој знае дури да ни го долови квалитетот на материјалот од кој била направена облеката на светителите. Иако има многу украси, таа слободно и природно паѓа во однос на фигурата и нејзиното движење. Главниот мајстор на лесновското сликарство пастуозно нанесува маслинасто-зелена боја на лицата и телата на фигурите, врз кои моделира светло-окер боја, а на истакнатите делови ги акцентира со чисто бела боја. Неговите ликови изгледаат импресивно и живо покрај сигурните потези и моделацијата и употребата на црвената боја, која ја користел при сликањето на образите на светителите. Овој сликар, чиј потпис се наоѓа на композицијата на која е прикажан Свети Ѓорѓе, му се припишуваат и композициите Свети Теодор Тирон, Свети Симеон, Свети Теодор Стратилата и портретот на ктиторот на храмот Деспот Јован Оливер. Ктиторскиот портрет е еден од најреалистично прикажаните портрети од тој период. Јован Оливер е прикажан фронтално облечен во скапоцена облека која ни укажува на модата во тоа време и во раката држи макета на црквата. Освен тој портрет, тој ги насликал и светите врачи Кузман и Дамјан, цар Константин и Елена, Свети Петар и Свети Павле, Свети Сава, Свети Симеон, Свети Димитрија, Свети Пантелеймон.
Од композициите Богородица со Христос, Архангел Михаел го спасува Цариград од Сарацена. Чудата на Архангел Михаел, исцелување на болниот од лепра, изгонување на демоните, успение на Богородица. Сликарството на вториот сликар се карактеризира со употреба на дебела црна линија како контура на фигурите. Неговиот цртеж не е толку прецизен. Облеката нема природен пат и делува тешко и несмасно, пратејќи ја фигурата и нејзиното движење. Неговиот инкарнат е потемен. Сенките се обоени во црна и темноцрвена боја. Белата боја опфаќа поголеми површини од драперијата и лицето на светците. Моделирањето е присутно само околу очите и јагодиците на портретот. Очите се изведени многу едноставно. Тие се состојат само од една црна точка и бела црта, и тоа дава впечаток на исплашен израз на лицето на фигурата. Според стилските карактеристики се смета дека овој сликар ги настикал композициите во кружниот простор над пандантифите евангелистите Матеја, Марко, Лука и Јован. Ангелите на просторот меѓу пандантифите, композициите Лазарово воскрснување, предавството на Јуда, водење на Христос кон крст, качување на крст, Третиот сликар по своите сликарски можности е близок на претходниот сликар со таа разлика што не употребува црна контурна линија. Неговите фигури делуваат импресивно, иако не се карактеризираат со прецизност при цртањето. Тој се служи со картон при исцртувањето на фигурите на светителите, така што еден ист картон користи во повеќе композиции. Фигурите се повторуваат, а ги одвојуваат нивните имиња испишани на композициите. Инкарнатот е посветол. Драперијата ја сочинуваат повеќе аглести форми кои градат една целина. Кај овој сликар доминира црвената боја и ги насликал фигурите на светители кои се наоѓаат во втората и трета зона на столбовите на храмот. Композицијата Христос ги гони трговците од храмот, исцелување на парализираниот, исцелување на слепиот, подсмевање на Христос.
Четвртиот зограф на Лесновското сликарство е со послаби можности во однос на цртежот и користењето на бојата во композициите. Колоритот е поанемичен и најверојатно не му била доделена работата во тамбурот на црквата. Сликарството на Лесновскиот манастир, кое го сочинуваат четворица сликари на 14 век, се разликува стилски од работата на двајцата познати сликари Михајло и Евтихи, но се одликува со повеќе новини и отвора нови можности на изразување, кои долго потоа нема да бидат надминати. Во манастирот се среќаваме со фрески, кои се прикажани на доста реалистичен начин. Тие ни ја доловуваат сликата на едно време, а од нив дознаваме и за модата на повисоката класа и начинот на живење.